Почитувани, добро вечер. Вечерва во емисијата Став имам чест да разговарам со претседателката на Советот на општина Куманово, Атина Мургашанска. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за нашата емисија, мислам по малку подолг период. Па не така одамна всушност, минатата година да имавме една средба. Благодарам за поканата, честитки за новите простори, за вашата нова куќа, нов телевизиски дом. Навистина прекрасно, се надевам дека уште поуспешно ќе работите со подобрените услови. Благодарам на вас. Се надевам дека ќе одговориме на дел од прашањата кои што навистина ги интересираат нашите сограѓани. Најпрво ќе започнеме со она што е актуелно на национално ниво. Бугарија не дозволи старт на преговорите на земјава со Европската унија. Премиерот изрази разочараност, имаше и посета тој лично во Бугарија. Очекувано ли беше според вас ова да се случи? Очекувано, но не посакувано. Всушност, не ни е прв пат, за жал, ние го испековме тоа горко искуство на проблемот со Грција, деценијски спор, за кој требаше многу трпение, многу жртви, многу сенс, многу одговорност и успеавме. Ако имавме сенс по толку години, едно такво горливо прашање да го решиме, да најдеме заеднички јазик, да најдеме компромисно решение и од долгогодишен, можеби не непријател, ама противник на полето на меѓународните односи, да добиеме искрен пријател и соработник во соседната Грција, мислам дека со Република Бугарија нема да го повториме истиот случај. Ваквите немили случувања беа предвидувани како можни, но како што рече и премиерот и претседателот на нашата партија Зоран Заев, ако треба ќе одиме и по стопати, се дека не допреме до свеста, до умот на нашите пријатели, на нашите соседи, граѓаните на Република Бугарија и нивниот политички естаблишмент, кој верувам ќе има разбирање дека само заеднички, само равноправни во европското семејство, бидејќи онака живееме едни покрај други и онака ние реално сме Европска Македонија, можеме заеднички да градиме успешен пат и не само заедничка европска иднина, туку и како први пријатели, како први соседи, верувам дека тоа ќе биде многу позначено за економскиот раст, за подобар живот и на граѓаните од Бугарија и на граѓаните од Македонија. Оно што исто така актуелно во државата во моментов е проблемот кој што се јави во Министерството за внатрешни работи за издавање на оние лични документи, лични карти, пасоши, таблички. Првиот човек на македонската полиција, нашиот сограѓанин Оливер Спасовски, излезе со информација дека ова следува поради пандемијата, летниот период, огромен наплив на наши сограѓани. Меѓутоа, дозволиво ли е во државата да не можат граѓаните да изведат пасоши, нема ниту сведителство? Како што каже и министерот Спасовски, всушност се работи за мал технички проблем, не се работи ниту за неподготвеност, има потполна екипираност, има и техничка опременост. Меѓутоа, знаете, после долготрajна криза, после долготрajен период на затвореност, на ограничени услови на патување, на движење, одеднаш се случи голем наплив на прво на домашните сограѓани кои бараат да им се издадат, обноват личните документи, а вообичаено во овој летен период имаме враќање на одмор, на посета кај своите сограѓани, на нашите сограѓани кои се на привремена работа во странство. Така да и оние пак сограѓаните кои сакаат да патуваат некаде на одмор имаат посебни процедури, во меѓувреме можеби испуштиле, дали им истекол некој личен документ и мислам дека тоа брзо ќе се разреши, веќе се воспостави соодветен ред и мислам дека граѓаните ќе бидат задоволни. Малку беше и предимизионирано представено во одредени медиуми, се направи фама, не се работи за никаков крупен проблем, туку кога одеднаш на врата, што се вели, ќе ви дојдат стотици луѓе, нормално е дека не можат сите да бидат услужени, но веќе се тече во најдобар ред и сите сограѓани, оние што се тука и оние што се на превремена работа во странство, во најбрз можен рок ќе си ги добијат своите документи и ќе можат било да останат тука, било да патуваат каде што испланирале. Пандемијата полека стигнува, мерките се олабавија. Според вас како се справивме со коронавирусот, вакцини, вие дали се вакциниравте? Јас не се вакцинирав затоа што за среќа и за несреќа меѓу првиот бран бев од тие што заболеа од овој вирус, но со полесни последици, а пак за среќа со голем број на антитела. Така да, по препораката на мојот лекар,
уште еден известен период не морам да се вакцинирам. Искрено размислувам дали тоа да го направам во овој период или да почекам уште месец-два. А генерално, јас сум многу задоволна од тоа како Република Северна Македонија, како Министерството за здравство, како нашиот добар доктор, како што милувам јас да го нарекувам, министерот Венко Филипче, успеа да се справи со ова светско зло, со ова неочекувана пандемија од енормни размери. Верувам дека бевме успешни на полето на менеджирањето на криза, колку што се може, тоа е сепак условна оценка. За жал, многумина не успеа да се изборат, да го победат овој невидлив, силен и злокобен непријател. Имавме голем број непочинати и заболени, многумина останаа со трајни загуби, меѓутоа Македонија не беше ништо поразлична од останатите земји во Европа и во светот, дури, особено во последниот период, мислам дека бевме на врв на земјите кои најдобро се справија. Во почетокот беше шок, нормално, ни требаше известен период за реорганизација, за преадаптација на болничките простори, за дополнителни ковид центри, ковид оделенија, за мобилизирање на медицинскиот персонал од останатите оделенија, сите пред се на услуга на ефективните оделенија, на ефективните клиники. Верувам дека одговоривме најдобро можно во вакви невообичаени услови и за среќа голема на сите нас, полека животот се враќа во нормала. По година и нешто, поречи си година и пол, можеме нормално се движиме, да не размислуваме. Се уште има известни протоколи, да, во затворени простори носиме маски и така натаму во трговските дуќани, во службените простори, меѓутоа не сме толку оптоварени постојано каде ќе се допреме, колку пати ќе ги измиеме рацете, бидејќи факт е дека вирусот слабее и ослабна. Дај Боже, никогаш да не се повтори, да го снема потполно и да можеме релаксирано, опуштено да се посветиме на нашите секојдневни задачи и во нашиот приват, и во нашиот службен, и во политичкиот живот, бидејќи короната превзема се, ништо веќе не беше исто. За жал моравме да се адаптираме на популарно наречената нова нормалност. Таа нова нормалност е зад нас и сега бараме и ја градиме она вообичаена конвенционална нормалност. Токму така. Ги чувствуваат ли граѓаните бенефитите од владата предводена од вашата партија СДСМ, како сте задоволни од она што се реализираше изминативе години? Повторно ќе кажам дека својот белег го остави пандемијата и известен број на проекти беа одложени, некои малку под запреа, но генерално сум многу задоволна. Уште на самиот почеток дојдовме со цврста решеност како лево ориентирана партија, социјалдемократска партија која со своите коалициони партнери ја предводи државата, пред се да испорачаме еден таков сет на мерки кој ќе го подобри животот на најранливите категории, на помалку имотните, на да ги унапреди работничките права. Ја подигнавме и минималната плата, и просечната плата, зголемивме растоти на пензиите, а што се однесува пак за мерките од пакетот на социјалната помош, тука мораме да бидеме апсолутно задоволни и горди, бидејќи од традиционалната социјална помош порасна 3 пати, односно за 300%, ги пораснавме износите речиси на сите додатоци, и образовниот додаток, и за трето дете, и за туѓа нега, и за помошта што ја добиваат лицата со посебни потреби. Направивме такви реформи невидени за децени наназад, како примерот, например, со реорганизирањето и на групните домови на децата без родители, кои најдоа свое место под сонцето во помали домови каде што се посамостојни, поспремни да се социализираат и реинтегрираат во општеството, бидејќи, знаете, многу е тешко кога едно дете кое живеело во едно големо семејство, како што се групните домови, за кое се грижеле до 18 години, до полнолетството, повеќе мајки и татковци, едно големо семејство одеднаш останува само, препуштено само на себе, не до крај, и тогаш имало грижа и во наоѓање, и на професија, и на образование, ама сепак еден голем рез, една голема разлика. На овој начин се прави некој преод за полесна адаптација и за посоодветна и ресоциализација и реинтеграција на овие деца кои, ако животот, ако судбината ги, да кажеме, осудила да живеат без биолошките родители, ние како одговорно општество, како социјална држава мораме се да направиме да им го лесниме понатамошниот животен пат и тие да бидат подеднакво среќни граѓани на оваа заедница. Што е со Куманово? Добивме ли доволно проекти од владата? Го оправдаа ли она очекувања на нашите сограѓани?
проекти и пари никош доволно. Така да тоа всушност е процес без крај, процес кој постојано се движи. Како што и ние постојано изработуваме проекти, како што и постојано раснат потребите на граѓаните, како што се случуваат нови и нови проблеми од делот на тековното одржување, например, на инфраструктурата, на комуналните проблеми, комуналното уредување, па и до новите потреби, новите барања на новите генерации. Ако некојаш, например, било баук да имаме посилен интернет, дигитални катчиња, одреден вид на игралишта, повеќе концерти со нов тип на музика, сега тоа е најнормална потреба. Ако некојаш не било проблем бабите и дедовците повеќе да ги чуваат децата, се повеќе имаме барања и тоа е всушност проблем на кој сериозно планираме да се посветиме во наредниот период. Се уште имаме недостиг од простор, односно за запишување на бројот на децата кои бараат во детските градинки и сметам дека тоа треба да биде фокус, еден од фокусите во наредниот 4-годишен период. Во изминатиот период доградивме неколку клона, неколку делови од детската градинка, изградивме една нова мини детска градинка во близината на гимназијата, поранешниот дом на пионери, меѓутоа се уште имаме зацртано неколку детски градинки кои мислам дека ќе бидат доволни за севкупниот опфат на децата од предучилишната возраст. На претходните избори настапивте како може да кажам втор човек на градоначалникот, тој се бореше за неговата функција, вие за претседателското место во Советот. Задоволни ли сте, се исполнили она што им беше ветено на кумановци? Ова не е од лична суета, него милувам да ги исправам и моите колеги во Советот, и со граѓаните, и со партиците. Секој председател на Совет не е втор човек. Туку напротив, тоа се подеднакви партнерски функции. Така е, секој си има своја позиција и свое место. Председателот на Советот, во овој случај председателката, е само прва меѓу еднаквите на највисокото представничко тело во општината. Ние сме своевиден законодавен дом на локално ниво, меѓутоа не носиме закони, туку носиме подзаконски акти, одлуки, решенија, програми, стратегии. Меѓутоа тоа се два столба на локалната самоуправа кои едни без други не можат. Ако ние сме тоа колективно тело кое креира политики, решава проблеми, носи одлуки, некогаш инцидентни, адхок, некогаш долгорочни, како што се стратешките документи, тогаш градоначалникот помогнат и подкрепен со експертската помош на администрацијата, на вработените во локалната самоуправа, тој извршен орган, тој како прв човек и задолжен всушност за имплементација на одлуките и политиките кои ние ги носиме како представничко тело, како директни избраници на народот, така да тоа се два подеднакви столба. Секој си има своја позиција, градоначалникот е највисок представнички орган, тој застапува општината пред во одредени позиции, пред органите на државата, пред судовите, пред меѓународните можеби институции, додека пак ние сме највисокото представничко тело кое директно ја црпи моќта од народот. Ние сме директни избраници на нашите граѓани, со граѓаните од нашите урбани местни заедници, кои гласајќи не, поддржувајќи не, сметаат и така и треба и се надевам дека тоа се случува и ќе се случува, директно ќе ги артикулираат своите прашања, своите проблеми преку нас до местото каде што може да се решат, да се направи обид или да дојдеме заеднички до нови идеи и нови проекти. Задоволни ли сте од она што го реализиравте изминатиот период заедно? Генерално да, реков пандемијата го направи своето, моравме одреден износ на средства да трансферираме во справувањето со пандемијата, значи за миење на улиците, за дезинфекцијски средства, на влезовите, на стамбените згради, на речиси сите јавни институции. Дониравме за општата болница, за сограѓаните помалку имотните, подготвувавме социјални пакети, префрлавме од една до друга ставка многу проекти или беа сосема избришани или одложени за некои подобри времиња или износите што беа предвидени и ги бевме претходно доделени, драстично ги намаливме затоа што знаете здравието е пред се, животот нема реприза, нема цена. Бевме фокусирани заедно со инструкциите и следејќи ги протоколите на здравствените власти, на Министерството за здравство, на владата на Република Северна Македонија на тоа колку што можеме да ги сочуваме нашите сограѓани, здравието нашето, на неблиските, јавното здравје и во рамките на условите, мислам дека успеавме. Дозволува ли Европско Куманово, како што многумина милуваат да го наречат, се уште да има проблеми со она општа инфраструктура, со атмосферска фекална канализација? Знаеме, при пообилни врнежи улиците се полни, за жал тие слики ги виде и целата држава, од Октовриска револуција, булеварот и слично.
Како да ги надминеме овие проблеми еве со години веќе се? Ако директно ви одговорам, дали е дозволиво, би требало да е недозволиво, ама некош е неминовно. Бидејќи тоа не е проблем што се решава преку ноќ, тоа не е проблем ниту на овој состав на Советот и само на овој градоначелник, тоа е многу децениски проблем. Генерации и генерации наназад управувачки структури и во овој период на политички систем по осамостојањето на тогаш Република Македонија, сега Република Северна Македонија, па дури јас паметам и од времето на социјализмот, такви проблеми се провлекуваат, дел се надменуваат, дел се решаваат инцидентно, дел долгорочно, меѓутоа да не заборавиме дека ние бевме десетици години блокирани. Дека 11 години дека нашите конкуренти беа на централно ниво, во Куманово, освен 2 тениски игралишта и некои мали интервенции, не беше доделено ниту денар. Како со такви блокирана сметка, со обструкции, со постојани инспекции, контроли, ревизии, да решите милионски проблемот што се решава со милионски суми, и тоа не денари, туку евра или друга валута, ако га одвај крпите крај со крај за елементарното функционирање. Факт е дека треба целосна реконструкција или ревитализација и на водоводната и на канализационата мрежа, а особено атмосферската канализација. Меѓутоа верувам дека сега кога се стабилизиравме финансиски, кога веќе не сме во минус, кога имаме известни средства во плюс на сметката општинска, можеме посмело да зачекориме. Сега можеме и да се задолжуваме, како што тоа го направивме претходно со екипирање на возниот парк и соодветните машини на сите јавни предпријатија. Не мора само да се задолжуваме, ние ќе изнаоѓаме други можности и со аплицирање пред донаторската заедница. Верувам дека ќе најдеме простор, дали тоа ќе биде преку програмата за прекогранична соработка, до некои други програми, заеднички исто така со Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за животна средина, дека ќе успееме да го надминеме овој децениски проблем. Меѓутоа, ви кажав, тоа е сериозен зафат. Во следниот изборен период, во следниот циклус 4 годишен, мислам дека е вистинско време да се отпочне со вакво радикално решавање и конечно Куманово да добие атмосферска канализација каква заслужува, а тие немили слики да бидат само минато. Ми наметнавте уште едно прашање, како некој кој што во минатото доста работеше токму на вакви проекти, сметате ли дека имаме способен кадар конкретно во општинската администрација која што еве може да работи, бидејќи пример ќе ја земам Крива Паланка. Таа навистина во периодов работи на многу проекти преку гранична соработка. Така, не секогаш бројот на вработените соодветствува со потребните квалификации или капацитети, меѓутоа мислам дека и тука имаме сериозно подобрување, дека полека сериозно се екипираше тој сектор за меѓународна соработка, евроинтеграција и одделението за меѓународна соработка и одделението за локален економски развој, а имаме и сериозно искусни кадри кои работат во останатите сектори, во култура, во образование, во социјала, кои исто така има искуство, некои во изработка на проекти, некои во имплементација, некои во мониторинг. Меѓутоа, мое мнение, барем знаејќи го, барем вие мојот бекграунд, таму кај што работам, бидејќи сум помошник директорка на Центарот за развој на Североисточниот плански регион, веќе 12 години работам со сите 6 општини во регионот, така да што многу ми се познати добро капацитетите на сите 6 општини. Ако немате секогаш можност или немате соодветен кадар, независно дали имате 5, 15 или 150 вработени, тоа што сум легитимно е да се побара експертска помош. Ако вие претендирате да освоите милионски суми, реков, да решите повеќе децениски проблем, едно круцијално прашање, како што е да кажем атмосферската канализација, како што е изградба на некој капитален објект, тогаш е сосема легитимно известни средства да потрошите на барање на експертска помош, која потоа многукратно ќе ви се врати. Дури и во аплицирање на европските проекти има и дозволено однапред предвидени трошоци кои ќе ви се оправдаат, потоа ќе ви се вратат за експертска помош оному каде што е потребно. Не велам дека немаме ние соодветен кадар, имаме, меѓутоа дел од нив се уште нема доволно искуство, работат полека, стекнуваат. Еве општина Куманово сега може да се пофали дека има и успешно реализирани проекти од прекогранична соработка со Република Србија, со Република Косово, со Бугарија стартуваме, што не беше порано случај. За жал, многу помали општини, како што вие нагласивте, и Крива Паланка и некои други, и самиот Центар за развој на Североисточниот плански регион, и за среќа во исто време, бидејќи ние постоиме, работиме да бидеме сервис на сите овие општини и граѓани,
има многу повеќе реализирани проекти на планот на меѓународната соработка отколку општина Куманово. Знаете што, кога сте голема општина, имате многу сектори, многу вработени, тоа е колку предност, толку и хендикеп. Сметате дека можете се сами, доволно сте екипирани, имате многу вработени и понекогаш недобро се снаоѓате во такви ситуации, меѓутоа мислам дека тоа го надминуваме полека и успешните проекти досега веќе ни се виза и нашето CV и како општина е веќе збогатено, успешните тие се препорака за понатамошни проекти и верувам дека во понатамошниот период ќе имаме многу повеќе, барем јас лично на која и позиција да се наоѓам во иднина, многу ќе се залагам. И тоа за претходна изработка на проекти. Некогаш е премногу доцна вие да го чекате конкретниот повик, па во рок од 10, 15, 20 дена тогаш да изработувате проекти. Не, апликацијата ќе изработите. Меѓутоа морате да имате готови архитектонски и проектантски, да ги имате во фиока. Тоа можеби го прават во другите соседни општини, некои од нив, затоа имат за нијанса подобар скор во тие европски проекти, меѓутоа се научивме и ние дека мора континуирано да се работи на соодветни проекти и кога ќе дојде тој повик, имате спремни. Дали е тоа улица, дали е тоа соодветен објект, барем тој дел да биде подготвен, само потоа тоа што бара донаторот да се дополни, да се доработи. Некојаш е преку со време вие од старт да пронајдете идејата, да ја реализирате, да оформите и тука се случуваат потоа проблемите да не може соодветно да се одговори. Од неодамна воведовме една новина во нашата емисија. Кумановци имаат можност да постават прашање. Ние ги прашавме што ви мислат за вас како председател кој што го води органот во Куманово, но и дали имаат некое прашање да ви посочат. Да слушнеме што има да кажат. Задоволни ли сте од дискусијата која што се води? Па да, и тоа плюс ми си дава тоа дали директно и така интересно. Дали се продуктивни долгите расправи кои што ги има? Па, мислим да се продуктивни, да, интересни. Па има не... Дали би ја прашале нешто председателката на Советот? Па поима нема, вие, например, тротоари за 4 години направи една страна, а дали нема пари за друга страна и тој, нарчето горе там го вие населбе, како перот Шишо, нали? Па работи, види да ти кажу, ја баш многу не ги ни пратали, оно што виду, труди се жена. Па се колку може, колку го слушав, колку успех има тамо, тој, они се одлучува, разбираш. Има некои забелешки во јавноста и од граѓаните на Куманово дека дискусиите траат многу долго на седниците. Апсолутно, тоа е таш. И без решени прашања. Ништо не решава, ништо. Опозиција, позиција, нам. Едно се даде предлог, они се пребацува на друго, на трето, значи не е тој тема на разговор што треба да биде. Која би била вашата порака до Советот на општина Куманово, до председателката и советниците? Да се толеришев, да има едно људско разбирање меѓу нима, па сак без разлику како и да се реши. Важно е да се реши. У интерес на граѓани на Куманово. Гледам, свакам. Кој е вашиот став во однос на водењето на дискусиите, во однос на... Па не е како треба, али покушавам нешто да направи. Што да направи, они сами не знаев. Видиш како се понашав, сак без задњо го гледа, кошулја му искочена овдена, он иде на говорница да збори. А иначе треба да одржува састанци, треба да се работи нешто во овој град. Куманово е ипак голем град, треба да има малку култура и од сами тие советници што се, и од нас наравно. Имате ли некое прашање, можеби до председателката на Советот на општина Куманово, Тина Мургашанска, таа сега ќе гостува во емисијата Став во Телевизија Плюс? Па не ми прашува, ја бегам од тој политику, али жена нек си води како води, бар сак задњо што гледа, добро води. Имавме можност да слушнеме дел од мислењето на кумановци, на оние кои што сакаат да застанат пред камерата, меѓутоа коментарите на сите се дека ги следат активно седниците, што навистина е за изненадување, иако некогаш знаете навистина да трае многу долго. Па тоа беше
всушност и мојот прв печаток ми причинува особено задоволство што толку доследно не следат, што сме им интересни и на тој начин барем еден од предусловите сме го задоволиле да бидеме актуелни, да го предизвикаме нивното внимание, да бидеме фокусот на интересот на нашите сограѓани. Сега мерката на долги или кратки дискусии е дискутабилна, ние се трудиме да ги почитуваме и мислам дека генерално ги почитуваме правилата што ни ги налагаат од Законот за локална самоуправа преку статутот до деловникот, така да и тие понекогаш ја регулира должината на дискусиите. Едно време во почетокот имавме забелешки дека многу малку се дискутира, дека многу брзо се преминува преку точките, дека сме обична сега не е популарен израз и не го сакаме ние советниците, ама дека сме обична машинерија за гласање. Па потоа дури сами меѓу себе се запрашавме дали нешто грешиме, дајте малку повеќе да презентираме што ние имаме пред нас, зашто не секогаш сите читаат, дури вие што напишете новинарите и ги немаат на улиците информации. Па тогаш почнавме посериозно да се обраќаме, подолго да образлагаме, иако меѓу нас не е познато, дури ние сме дебатирале претходно на координација на состаноци, ама во интерес на подобра информираност на сограѓаните, малку повеќе сега има експликација, објаснување зашто всушност се работи, што се причините зашто некој проблем се решава или не се решава, или зашто се решава токму на овој начин или на друг начин, или зашто ќе се одложи, што е приоритет. Дали сега приоритет, ако е пандемијата, купување на средства за дезинфекција, на преносочување на екипирање на здравството, на помош на загрозените, како што кажа пред малку. Друг пат приоритет е решавање сезона на годишни одмори, справување со жештините, водоснабдувањето. Ако е зима, се знае што е во тој период. И не само во однос на годишните времења. Така да, тука би кажала дека не би се согласила дека предолго траеме, напротив, тоа ни е задача, токму затоа не избрале граѓаните да разговараме, да дискутираме и секогаш сум јас приврзаник на подолги расправи, сочување, вкрстување на аргументите, па сите заеднички да го изнајдеме на доброто решение. Има случаи кога траат предолго седниците, ама и тоа повторно некогаш го да налагаат термините и периодот кој следува. Сега еве последната седница на која расправавме за ребалансот на буџетот, имавме рок до кој треба тоа да се оствари. Исто така почнува сезоната на годишните одмори. Не сите ни членови на советот, ни вработените во администрацијата ни се тука, некои користат стари одмори, некои нови, така да моравме да завршиме така во досните ноќни часови, ама има тоа и своји добри и лоши страни. Верувам дека сме интересни и ние за граѓаните, па и вие со нас, бидејќи уште една благодарност до вас, што така истрено и доследно не следите цело време, иако понекогаш вие нарушуваме програмската шема. Ако по претпоставка седницата требала да заврши во попладневните часови, а завршува многу пати во раните утрински часови, верувам дека морате да направите измени, ама и вие сте искусни, па ќе се снајдете заедно со нас. Задоволни ли сте од она што се реализира во Советот, од одлуките кои што се носат? Задоволна сум и мислам дека како расте нашето искуство или како ние при крај мандатот, се поефикасни сме, и тоа е нормално, сите сме поискусни, веќе зад нас е 3,5 години, подобра комуникација имаме, подобро разбирање, понекогаш и со малку зборови и само со поглед се разбираме и не се однесува тоа само на членовите на иста советничка група. Мислам дека тоа неколку пати го нагласив, особено кога доаѓам кај вас. Овој состав на совет може со право и со гордост да се пофали за најголема степен на кохезија од кога постои советот. Таква соработка, таква поврзаност меѓу членовите на разни политички партии, на различни советнички групи немало досега. А меѓутоа тоа не е само во делот на забавниот, слободниот дел и дружбата. Туку имаме сенс, имаме разбирање и ние за предлозите на опозицијата и таа за предлозите на позицијата на градоначалникот, кога се работи за заеднички интерес за доброто на граѓаните. Се разбира, 100 пати нагласувам, не можеме ние потполно исто да мислиме, дури ни во иста советничка група и во иста политичка партија, па имаме разлики, нијанси во ставовите, дали тоа треба да се реши токму сега или подосна, дали парите се потрошат токму за ова или за нешто друго, а не пак од другиот блок. Меѓутоа, ако ги следите, вие сигурно ги следите и граѓаните кои следат, ќе забележат дека всушност ние сите му мислиме добро на градот, добро на општината и сите имаме нетрпение што поскоро да ги решиме. Ама тоа е што е.
Толку се средствата со кои располагаме, не велам дека се малку, сега со овој ребаланс уште повеќе се проширија, ама не сме ние мала општина, најголема во државата, најголема по некои сознание и на Балканот. И како општина со најголем број на жители, имаме и најголем процент на нерешени проблеми и најголем процент на секојдневни потреби кои треба да ги решавате и понекогаш во да се трансформирате. Реков, пандемијата е најсвежиот пример, ама не е само пандемијата. Некогаш се тоа новите трендови, сообраќајни, да кажеме, сега има нов тренд на поголемо користење на моторцикли, на не само летниот период, туку и проблемот со паркирањето, нови трендови во полето на културата, на забавата. Сето тоа будно го следиме и верувам дека соодветно одговараме. Затоа имавме не само измена во финансискиот дел, туку имавме измена и на програмите кои ги реализираме и не само во делот на инфраструктурата, значи изградбата и реконструкцијата на улиците, туку и во програмите од сферата на културата, од социјалната заштита. Забележавте, имаме зголемен обем на мерки на субвенционирање на ранливите категории на сограѓани. Последен пат тоа беа ранливите категории на пензионери, оние со најниски пензии, на кои се обидуваме да им помогнеме на известен начин со тоа што во некој процент ќе ги субвенционираме нивните трошоци за јавен превоз. Најверојатно тоа ќе биде 2 дена во текот на неделата, кога нашите пензионери, по примерот, по угледот на поголемиот град, а тоа е градот Скопје, ќе можат бесплатно да го користат јавниот превоз и да не им представува тој проблем, тој износ на таа автобуска карта, да дојдат до внуците, до децата, да си завршат некои потреби, до лекар, набавки или да се прошетаат едноставно. Зошто да не? Тие се наши сограѓани во позрели години, понекогаш потешко се движат, особено на овие жестини, и да мислат да тргнат пешки, тешко да се одлучат, а вака барем малку ќе им го олесниме животот. Можност нешто да ве праша во оваа емисија, ќе има една ваша колешка, советничка, предлагам да слушнеме. Ајде. Да ја прашам господјата председател на Совет на општина Куманово како е задоволна од соработката со градоначалникот на општина Куманово господин Максим Димитриевски. Еве имавме можност да слушнеме што праши советничката од ВМРО ДПМН, што ќе одговорите? И благодарам на колешката за прашањето. Впрочем, ова не е прашање кое само вака вон седница го поставуваме. Ние постојано на сите седници и на координациите сме упатени нужно едни на други, реков и ние членовите на Советот и градоначалникот и општинската администрација, и главно сум задоволна, тоа го повторувам во секое гостување, по дефолт, не затоа што така треба да се представиме во јавноста, туку навистина ние генерално добро функционираме. Прво доаѓаме од иста политичка партија, заеднички настапивме на локалните избори со заедничка програма, верувам дека генерално делиме исти идеи, иста идеологија, визиите, реков, ниту во стартот, ниту сега не ни се потполно исти. Генерално сум задоволна, се работи за поранешен колега, член на Советот, председател, кој би требало и главно има повеќе разбирање за нашите проблеми, нашиот фокус на гледање на работите, бидејќи седел на нашето место од другата страна, ама некојаш граѓаните велат, тоа да не го преведуваме, ќе го цитирам како велат нашите соседи Срби, какво стајалиште, такво становиште. Така да, нормално дека кога ќе дојдеш на таа позиција, на тоа столче, се менува и фокусот и не може колку год да се труди докрај да ни влезе во нашите чевли, во нашите проблеми, ја гледа другата позиција, од позиција на градоначалник, и имаме понекош и разлики, судири, конфликти. Во тоа реков повторно. Се извинувам, за разлика од останатите советници, вие сепак имате храброст, паркост, како да кажам, да му се спротивставите. Не, ја не знам зашто би се работела за храброст, тоа е мое право. Ниту ми е тој надреден, ниту татко, ниту шеф, ниту јас нему. Ниту сум јас шефица, надредена, реков, ние сме речиси изедначени во позициите во системот на локална самоуправа, со таа мала разлика што јас сум шефица кога е во просториите на Советот, затоа што по дефолт, тоа го читам постојано, единствено одговорна за организацијата на работата на Советот, за организацијата на седниците, за текот на самата седница, за почитување на правилата, деловникот со статутот, сум јас како председателка. И последниот пат сакав да го прочитам, не стигна, веќе го прочитам пак, да ги потсетам и членовите на Советот и другите присутни во салата. Сите присутни, може би го кажам, не се сеќавам, во салата, и членовите на Советот, и општинската администрација, представниците на предпријатијата, на установите, вклучително и вие новинарите, вклучително и некој граѓани што сака да ја следи. Сите мора да ги почитуваат налозите
и текот на седницата, раководењето на председателот, во овој случај председателката, бидејќи единствено јас сум одговорна пред законот за почитување на тие норми и јас одговарам за мирот, за непречениот текст, за тоа да му бидат задоволени или да не му бидат ускратени никому правата што му следуваат по закон, по пропис, по подзаконски акт. Некогаш делувам преостра, пестрога, во последно време ми измислија, да кажам, ние сме кумановчани познати по тоа дека секому прекар, најново дека сум учителка и дека уште малку што во ќош не ги праќам, дека постојано ги подучувам. Да, секогаш кога сте вие раководен орган во некој момент, вие морате да бидете известен учител. Учителка, да. Самиот факт дека постојано повторувам и велам дека повторувањето е мајка на знаењето, делувам известен вид на подучувач, на наставник, ама зошто да не, па да бидеш наставник, подучувач е благородна функција. Верувам дека, да се навратам, да не скратиме колешката, дека успешно го реализираме тоа. Градоначалникот, реков, сега влезе во други чевли, има други одговорности, друг секојдневен притисок, тој е професионалец, вршењето на градоначалничката функција е негова професионална работна обврска, ние сме хонорарно ангажирани, имаме и други работни обврски и верувам дека притисокот врз него е поголем и од администрацијата и од сограѓаните и можеби не секогаш имаме трпение да се разбереме на прва, ама на втора се разбираме. Ако не, тука е учителката да подсети кој каде треба, за казни повеќе ги подсетувам, инаку не сум тип што казнува, ниту сакам да се казнуваме, ниту личи на еден таков совет најголем во државата, кој има потполн демократски капацитет, секому е пружена можност да се искаже по 100 пати да излезе и процедурално и со реплика. Еве, многу непопуларната мерка втор пат во мојот мандат, ја ограничивме дискусијата на не подолго од 10 минути. Никогаш не сум сакала таа мерка и кога порано сум била публика во Советот, сметам дека е најдемократски секој да се искаже толку колку што може. Ама кога имате рокови, кога некој упорно ја обструира работата, кој намерно чита 31 страна програма на противничкиот табор. Прво, мислите, добро, во ред, човекот се согласува, сака да не пофали, па гледате дека не е работата во тоа, дека некој бойкотира, обструира, да другите, например, дојдат до збор во доцните вечерни часови, кога повеќе сограѓаните ќе си легнат. Па и тоа е нефер. Понекогаш, тоа е суштината, еве се дискутираше и дебатираше на дискриминацијата. Овозможувањето еднакви права на сите е всушност дискриминација за другите. Ако не останавме на тоа ограничување и оставевме неколку советници да дискутираат до бескрај, другите ќе беа дискриминирани. Ке требаше рано наутро, вие, вашите тука дежурни камермани и 2-3 сограѓани, нивните роднини да ги следат и никој немаше да слушне што уште имаме да предложиме. Така да сметавме, еве, тоа всушност дојде на предлог од еден член на опозицијата. Не од партијата ВМРО-ДПМН, туку од помала нивна таму советничка група, ама се согласивме и ние и сметам дека некојаш и не е на одмет и мало ограничување. Да не се расплинеме до бескрај, секој да се концентрира, да си каже тоа што има, имаме доволно простор, има уште седници, сега малку и времето не притиска. Да го донесеме ребалансот, да ги реализираме тие проекти, распишувањето на јавни набавки, сето тоа одзема време. Ако ние одолжуваме, па например седницата траеше неколку дена, тоа секој се пролонгира, прашање дали ќе успеевме до есента да ги реализираме предвидените и зацртаните проекти за коите сега одвоивме средства, а ќе немаме можност да ги реализираме. Да. Она што веројатно најмногу ги интересира кумановци, од колумните, ставовите на социјалните мрежи, може да се заклучи дека имате амбиции за кандидат за градоначалник на Куманово, градоначалничка, односно како што милувате да кажете мајка на градот. Ќе ја побарате ли поддршката од партијата? Апсолутно, јас веќе тоа го правам во рамки на регуларната, тековната процедура внатре-партиска. Имено до пред ден-два завршивме со предлагањето од местните одбори, од местните заедници, каде што нашите сопартици слободно предлагаа членови, можни кандидати за носители на позицијата кандидат, кандидатка за градоначалник и кандидати за советнички и советници.
тој дел заврши, има простори за самокандидирање, за сите оние што можеби нема да се најдат на листата на предлозите на сопартијците и дури има можност, тоа веќе пак друга процедура, и независни нели кандидати и независни листи, но да се задржиме на нашата процедура, апсолутно демократска. Веќе пред месеци нешто беа објавени роковникот, динамиката, како ќе оди предлагањето. Сега е период во кој ние предложените кандидати или оние што можеби не изразиле амбиција, ама пак биле предложени од своите сопартици, треба да се изјасниме дали ќе ја прифатиме таа кандидатура и да излеземе со своја програма за наредниот 4-годишен период, со своја визија, со која би настапиле ако евентуално би биле кандидати на својата политичка партија, на својата коалиција, на изборите би ја барале довербата од сопартиците, но и од сите други сограѓани, и доколку би победиле, јас сум апсолутно убедена дека следниот победник повторно ќе биде нашиот кандидат, кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз и нашите коалициони партнери, бидејќи не попусто ние овдека владееме, условно кажано, управуваме, раководиме со општината, некои велат 30 нешто години, некои велат 70 години, кој од кога смета. Во секој случај, по завршувањето на Втора светска војна, тогашниот систем и ние како негови продолжувачи во општина Куманово секогаш раководат лево ориентираните сили, кои фокусот го дават на социјалната правда, на правата на работничката класа, на социјалните мерки, правата на здравствена заштита, на бесплатно образование, така било и во минатиот систем, така и сега. Ако не е докрај бесплатно, тогаш се нудиме да помогнеме со пакет на социјални мерки, образовни политики и така натаму. Пред вас во емисијата мислам дека во оваа нова сезона беа речиси сите, и Димитриевски, Костовски, Илиевски, и сите отворено кажаа дека имаат амбиции да предложат до партијата за кандидат за градоначалник. Се гледате ли меѓу овие против кандидати? Очекувате ли дека токму од овие, четворица да наречам, кандидати ќе биде личноста која што ќе се најде на овие избори? И што мислите, некои од нив веќе излегоа и со одредени проекти, 3D проекти, па тие наидоа на различни коментари и слично? Апсолутно се гледам, тоа не е тајна дека токму овие 4 кандидати или тројца кандидати, една кандидатка се најекспонираните во својата визија, во својата желба да се обидат да одговорат и на оваа одговорна позиција. Еден од нив е актуелниот градоначалник, еден е актуелниот пратеник и председател на нашата општинска организација, третиот е актуелен секретар на општинската организација и директор на едно јавно предпријатие во државна собственост. И четвртата, англичаните милуваат да кажат последна, но не најмалку важна, сум јас, како актуелна председателка на Советот на општина Куманово, одговорна, како што говоревме веќе цела емисија, позиција во системот на локална самоуправа, еден од столбовите носечки во раководењето, во управувањето со градот и општината, така да сметам дека не само помалку, туку дека подеднакво добро, ако не и повеќе од нив, располагам, некојаш лажната скромност е непотребна. Располагам со доволно компетенции, со доволно искуство, доволно моќ, знаење, углед, влијание и авторитет да одговорам на потребите и на сопартијците и на сограѓаните, доколку јас бидам кандидатот, кандидатката за кој партијата по сите извршени сондажи, анкети, мерење на јавното мислење, опипување, условно кажано, на пулсот на сите наши гласачи и бирачи, бидејќи гласачкото тело е многу поголемо, не сите се членови на нашата партија и наши симпатизери, имаме многу и од конкурентскиот табор, имаме и аполитични сограѓани што воопшто не ги интересира политика или нема то пределба за представниците на политичките партии, но тие се подеднакво важни. Сите ние сме жители на оваа општина и тие сограѓани кои се условно наречени неопределени, исто така имаат право да го кажат својот глас и тие го кажуваат по пат на анкети, по пат на мерење на рейтингот на потенцијалните кандидати, која личност би била најприфатлива и во која личност го гледат идниот татко или едната мајка на градот. Јас го воведов тој новитет. Традиционално се работи за патриархално општество, се уште или барем има траги на патриархално општество и такво искуството, впрочем. До сега не сме имали ниту една градоначалничка во општина Куманово. До неодамна немавме ниту една председателка на Советот. Јас се скршив таа традиција во тој дел и бев и првата носителка на листа на мојата политичка партија коалицијата за можна председателка на Совет, со мене како носителка на листа и со нашата понуда
извојувавме убедливо највисока понуда во историјата на локалните избори, со највисок процент на добиени гласови од сограѓаните, со највисока поддршка, се разбира тоа го направи нашиот градоначалник. Јас сум убедена дека со тој бекграунд, со искуството што го имам како 12 години помошник директорка на Центарот за развој, кој повторно работи со 6 локални самоуправи, со моите професионални компетенции како правник, со положен правосуден испит, еден од првите медиатори во државата, со моето долгогодишно невладино искуство во сферата на почитување на човековите права, борбата за родова равноправност, борбата против сите видови на дискриминација, за еднакви можности за сите, верувам дека не само што имам подеднакво шанси, туку како што кажа, уште еднаш ќе нагласам, може би многу поуспешно би застанала на таа позиција од моите колеги сопартици, ако ништо друго е заради тоа што сум жена. Па да се види, да се даде можност како тоа од позиција на една жена е визијата за тоа како да се развива општината, како една жена политичарка ќе се справи со предизвиците на оваа одговорна функција, можеби и најтешката, најоптоварената. Реков, ние сме некаде подеднакво што се однесува до правата и обврските, меѓутоа градоначалничката позиција е професионална и кога се работи за најголема општина и имате најголем притисок, најголем товар, верувам дека и за тоа сум подготвена. Се подготвував цел живот, од мали нозе сум и во општествениот, јавниот живот, па и во политиката. И во поранешниот систем, уште во младешките години имав одговорни политички позиции, во некогашниот Социјалистички сојуз на младина и во некогашниот сојуз на комунисти, кога бев најмлад член во мојата партијска организација, најмлад делегат на тогашните конгреси, а потоа продолжи први во невладиниот сектор, а сега и во мојата политичка партија, каде што верувам дека сум веќе препознаена и не само на локално ниво, и на регионално, и во државата, токму затоа јас сум и дел од највисокиот орган на управување во форумот на жени на Социјалдемократски сојуз на национално ниво, а тоа е извршниот орган, заедно со моите сопартики од останатите градови. Ние сме највисокото тело кое раководи со форумот на жените и најодговорни за унапредување на положбата на жените во нашето општество, не само во нашата политичка партија, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз, особено социјалдемократките, се лидери и авангарда во таа борба и во тие правци на движење. Токму тоа беше следното прашање. Задоволни ли сте од положбата на жената во политиката? Ветувавте 50-50 еднаквост, рамноправност на жените, така. И очекувате ли на изборните листи да бидат застапени навистина жените? Ние и ветивме и остваривме што се однесува во рамките на нашата партија и во нашите партиски документи. Со измената на статутот, со последниот конгрес, ние сме веќе паритетно застапени секаде, или речиси секаде. Во министерствата? Не во министерствата, не во извршниот дел што се однесува до бројот на министерки влади, ниту во бројот на градоначалничките, затоа што малку и тешко изводливо тоа. Ама работиме и на тој план да го подобриме процентот на застапени жени, а инаку во органите и телата на нашата политичка партија, во органите и телата на Социјалдемократскиот сојуз, од извршно ниво на локално ниво, регионално, централно, секаде сме застапени 50-50, а што се однесува до законските решенија, во меѓувреме немавме измена на изборниот законник, така да бевме и ќе видиме дали се уште ќе бидеме со 40%, јас верувам дека тоа ќе биде законско решение, па со тоа ќе се избориме за поголем процент на застапени членки на советите од сите жени, од сите политички опции. Реков, ние сме лидерки не само во меѓу останатите политички партии во државата, туку со соработката со нашите сестрински, левичарски партии, заклучуваме дека сме лидерки во регионот. Нашата и само процентуалната застапеност и унапредената положба, тоа што всушност ме прашавте на жената во македонското општество, говори дека со право треба да бидеме успешен пример, модел кој треба да го следат и останатите членки на нивните ограници во политичките партии во државата, а и сестринските партии во регионот, па понекогаш и подалеку во Европа. За Куманово веќе јас со гордост потенцирам дека ние сме успешна феминистичка приказна. Речи си да, на сите позначени позиции, судот, обвинителството, полицијата, советот на општината, одредени институции, подршни единици, секаде раководат
успешно се справуваат и ги унапредуваат одговорни, способни, успешни жени. Јас мислам дека е време да заокружиме таа успешна женска приказна со првата жена градоначалничка на Куманово. Меѓутоа, благодарам. Меѓутоа, да не излезе само промоција, значи апсолутно сум приврзаник на демократски централизам, ќе ги следам одлуките на партијата, апсолутно сум подготвена да го следам слухот, волјата, имам сенс и за определбата и на моите сопартици и на сограѓаните. Значи, кој ќе заврши потполно нашиот натрепартиски избор, доколку бидам јас нивниот избор, со огромна чест и задоволство ќе се посветам уште поревносно во уредувањето, унапредувањето на локалната самоуправа и конечно Куманово ќе добие нов, не само женски лик, нов модерен лик како што заслужува, а доколку пак не биде тоа, јас останувам тука или на некоја позиција исто на локално ниво или на централно ниво, на останатите партиски или работни задачи, ама борбата трае до крај, јас не се откажувам и ќе барам довербата на моите сограѓани и сопартици, ама само како кандидат на мојата политичка партија. Од мене отворено, одговорно кажувам, дури и да не успеам во своите амбиции, во своите намери, ниту моите сопартици, ниту мои сограѓани никако не смеат да очекуваат и не може да очекуваат менување на дресот, условно кажано. Јас останувам докрај социјалдемократка, која ги почитува одлуките и волјата на партијата и доколку не бидам избор за овие локални избори, имам други процеси, други полиња и не само во форумот на жените, воопшто во имплементирањето на социјалдемократските идеи, каде што исто можам многу да покажам и да пружам. Се уште рано за кампања, но меѓутоа започнавте со средби со граѓани по месни заедници. Која е целта на овие средби? Дали да ја опипате довербата која што има СДСМ, бидејќи проблемите ги знаеме сите кои што се? Не, погрешен впечатокот. Ниту ја опипуваме довербата на партијата, ниту пак наша како кандидати потенцијални, како кандидати за кандидати, популарно кажано. Средбите, како и сите малски средби, како и сите конкретни средби во местните, во урбаните, во руралните заедници, се многу конкретни и тематски насочени кон конкретните проблеми на граѓаните од тоа мало, од таа месна заедница, од тоа село, од тој центар, од тој плоштад, од тоа уличка понекогаш. Значи, не дека нашите сограѓани не ги интересира и поголемата слика, ама токму затоа ние излегуваме на терен. Во ова предизборие точно има врска со изборите, ама уште еднаш да ги мапираме проблемите, фокусот на интересот на нашите сограѓани, да видиме каде се наоѓаме, што сме постигнале, од што се задоволни, што ни забележуваат, каде не критикуваат, каде не поддржуваат. Некои проблеми и во ќе ги решаваме, како одговорна локална самоуправа која нема да застане. Ни во предизборието, ни во текот на изборите ние ќе работиме со целосен капацитет и советот на општината и локалната администрација. Единствено нема вработувања, ама тоа и треба да подзапре. Да. Што е со најавениот тениски турнир на советниците? Го најавивте, се подготвувавте ли, зошто не се одржа? Тенискиот турнир ќе се случи, временските прилики не ни одеа нарака. Знаете, целата пролет, еве дојдовме до летото, дождови, сонце, промени, ветришта, се сменува понекогаш во еден ден дури по 4 годишни времења, па ете и нашите обврски, ова предизборие малку можеби не оддалечи од таа првобитна идеја, меѓутоа не се откажуваме. Сега, како привршуваме со овој формални оддел на предлагање, гласање, паралелно со овие малски средби, време е да земеме ракети во рака и малку да потрчаме, ќе ни треба кондиција ако ништо друго и за изборната трка. Тенискиот турнир ќе се случи, треба да се договориме технички, сега пак да не отидат многу на годишните одмори, да го одбереме правиот момент и вие ќе бидете први информирани кога точно ќе се реализира. Знаеме дека многу граѓани го очекуваат на вистина. Драго ми е. Оние што ве следат на социјалните мрежи забележуваат дека во последно време уживате во пишувањето, поезијата, прозата, но неизбежни се и оние негативни коментари, па ве нарекуваат и поетеса и слично. Како гледате на тоа и како коментирате? Камо среќа сите негативни коментари да се толку привлечни. Јас сум многу задоволна, реков во последниот период, последните неколку месеци, добив 2 епитета, 2 прекара, едниот е учителка, другиот поетеса. Камо среќа секој политичар, секој учесник во политиката да добива само такви негативни, условно кажано. Мене многу ми конвенира да бидам и учителка и поетеса, а новина е, можеби за вас, што се извинувам,
може би за вас што сега почнувате да ме следите во тој правец и во тој облик на социјалните мрежи. Инаку јас пишувам од најраната детска возраст. И ако сум поетеса, тоа сум речиси од раѓање, од мали нозе, некаде од 9-10 години јас учествував на сите поетски надпревари и фестивали во земјава и во странство. Во средно училиште веќе и на поранешните југословенски простори имам освојувано награди престижни, моите песни главно, поретко пишувам проза, главно тоа поезија, се составен дел на алманаси, на заеднички збирки, ама никош не издадов сопствена збирка поезија. Така, животниот тек ме одведе првин да бидам ваша колешка, долги години се баве со новинарство, па потоа да кажеме со право, со политиката и во последен период, кога актуелни се новите медиуми, новите социјални мрежи, пишувајќи статуси, Facebook статуси, кои не секогаш се поврзани со политиката, туку инспирирана од секојдневието, од природата, од емотивниот набој на конкретниот ден, конкретниот момент, многумина ми забележа или ме потсетија дека всушност и моите статуси се поетска творба, дека многу поетско се провлекува меѓу редови. Па јас си реков, кога веќе пишувам поетски статуси, зошто да не биде вистинска поезија, дури си дадов задача, особено во раните утрински часови, пред да отпочнат работните обврски, политичките правци, патишта, состаноци, движења, трки, рано наутро, кога се уште сум сама со себе, да се посветам на внатрешниот свет, на емоциите, на природата, на се она што ме инспирира и некоја што се работи за хаику поезија, некоја куса песна, неколку стиха, некоја се работи за целосно оформена творба, а некоја се само цртици започнати творби кои, кога ќе најдам слободно време, ќе бидат доформени. А јас си дадов задача во овој период летен, бидејќи сепак е малку порелаксиран и покрај сите политички и партиски обврски, барем имаме поубаво време, подобри услови, да се обидам и поранешната поезија и ова новосоздадената, да ја вклопам во една збирка и ако најдам простор и време, верувам дека ќе бидете сведоци и на промоцијата на мојата прва поетска збирка. И ќе бидете поканети меѓу првите. Благодариме. Секако дека тоа ќе го проследиме. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што навистина ги интересираат кумановци и ве очекуваме повторно во нашето студио. Ви благодарам повторно на поканата, секогаш со задоволство се отповикувам, секогаш многу пријатно се чувствувам, а што се однесува до прашањата и да одговорите на разговорот никогаш крај, особено сега ќе си дадам сама епитет кога имате ваков разговор или соговорник, морате да го опоменете, да подзапре, инаку повторно ќе ви ја пробијам програмската шема. Се шегувам. Ми беше задоволство, благодарам. Секако и на нас. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.